Драги мои, добро вечер. Добро дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на наша ТВ. Еве, некако ни се зареди оваа недела со интервјуа, вчера Миленко, денеска Зоран Божиновски, утре Министерката за култура, заедно со Дејан Пројковски и двајца артисти, уметници од Украина, ако не се лажам, кои учествуваа во украсување, декорирање и сликање на масовните сцени во Музеот на револуцијата, каде што ќе биде положена и изложена нашата декларација за независност, за која опозицијата силно се бунеше дека е наводно киднапирана и која до сега седеше во кутија за кондори во подрумите на во визбите на визбениот дел на Собранието. Ејсе. Океј, драги мои, јас на пошироката јавност немам потреба. Веднаш ќе идеме со интервјуто што ви го најавив со господинот Божиновски. Зоран, добро вечер. Дали се слушаме, Зоране? Воспоставивме контакт, но дали Зоран не слуша во овој момент? Зоран, немам глас од тебе. Дали ме слушате? Зоран, добро вечер, те слушам, ама немам слика од тебе. Добро вечер. Слика од мене ќе имаш ако ја имам твоја слика. Да, поздрав, здраво. Не знам Да, зашто тука вие немате од мене. не добив Не доби видео повик, најверојатно. да се обидеме уште еднаш. Ајде да се обидеме. Добро. Ајде ќе пробам уште еднаш. Видео кол. Добро. Зоран, тука си повторно, ама слика твоја нема. Што да правам сега? Значи имаш проблем со камерата. Немам никаков проблем, кај мене кажува дека се. Да, ама еве нема слика никако од кај тебе. Добро. Во ред. Зоран, има доста контроверзни работи во врска со тебе. Ја многу не ја знам твојата кариера, колку што знам пишуваше едно време за Фокус, работеше во некое радио и знам дека многу контроверзија околу тебе се вртеа. Единствено ја што нешто подобро знам од тебе е твојот настап кога се дигна огромна прашина, кога ја нападна Љилја Петровиќ во врска со криминалот околу Тоше Проевски, кој веќе беше тогаш починат. Кажи ми, тие обвинувања кои ги изнесе на таа емисија тогаш таа вечер, дали останаа, дали добија некаква епилог завршница, дали се проширија, дали излегоа некои докази и така натаму и така натаму? Прво и основно ја промаши целата моја кариера. Извини, стварно не ја знам. Да кажа 10% од неа. Значи работев за кратко да кажем, за национална радиомрежа Канал 77. Така. Дописник за спорт од Нова Македонија, претходно. Работев во Скок неделник до неговото згаснување. Работев за Канал 5 дописник од Куманово 5 години за телевизија, додека беше градска скопска телевизија. Пишував за Фокус 3 години до атентатот во Радио Тумба пред изборите 2002. Пишував претходно за неделникот Зум, за магазинот Зум. После Фокус работев во Старт магазин 3 години. Па имав свој неделник во Куманово локален, Кумановски булевар, а работев минатата година, значи откако заминав надвор, неколку години соработував индиректно со Иво Пуканиш до неговата смрт од Загребски национал и минатата година работев за белградскиот магазин Таблоид. Моментно сум главен и одговорен уредник на телевизија Јерина од Смедерево, Србија. Повели сега, да продолжиме за дуелот со Љилја. Да, види. Како популарно се наречува.
се кажува тоа. Не, тоа не беше дуел, тоа беше масакар, мислам, можам слободно да Не кажам. масакар, вака ќе ти кажам накратко. Значи, моја основна грешка беше што отидов на снимање на пресконференција. Нас не ни беше таму кажано дека ќе биде емисија Бисери, ни беше кажано дека ќе има пресконференција на која можеме да поставиме прашања. Јас таму поставив 6 прашања на кои Лилја Петровиќ одговори погрешно или невистинито, да кажам. Меѓу другото ме навреди, како што ме навреди, избувнав и кажав некои работи кои не беа на место да се каже таа вечер. Доблесно од твоја страна што го признаваш тоа. Но, на страна моите 6 егото, прашања Лилјана Петровиќ имаше погрешно одговори. Што беа твоите клучни прашања тогаш за тоа? Значи, беа поврзани со извештајот за перење пари од Кувајт, вкупно 3,9 милиона евра, што Дирекцијата за спречување перење пари на Република Македонија, цел тим го работела во текот на 2006 година, откако на власт доаѓа ВМРО ДПМН. Гордана Јанкуловска почнува полициска истрага со нејзина екипа, Дирекцијата за спречување перење пари води своја истрага затоа што добиваат информација од Словенија, од единица за финансиско разузнавање, дека од Кувајт пристигнале непознати $200,000 на фирмата Ателје Лилија од Љубљана, каде Лилја Петровиќ е 51% собственик, Ласто Николовски е 49% собственик, Тоше Проевски е прокурист застапник. Директор на таа фирма е Лилјана Петровиќ. Значи, од Кувајт се трансферирани пари, извештајот постои, ден-денска е достапен, завршен е во декември 2006 година, архивиран е во специјално обвинителство за гонење на организиран криминал, дадено е кај господинот Јован Илиевски и не е превземено токму ништо за да се процесуира или да се одбие ова кривична пријава или да се извештајот да се прогласи како нелегитимен. Ја тоа го толкувам како кривично дело непостапување од страна на специјалниот обвинител Јован Илиевски, кој Тоше Проевски го остава 10 месеци после примањето на извештајот во декември 2006 да живее, да работи со екипа која перела пари на негово име, презиме и на негово големо музичко дело. Значи, тука настана конфликтот, конкретно, додека беше емисијата, ова јавноста не го знае, ја прв пат во живо го кажува, значи, додека траеше снимањето на емисијата, Зоран Димитровски, денешен уредник на Дневник, иначе тогаш заменик уредник во Фокус, стоеше зад камерите во Томато продукција со Мирослав Мики Вујич. И му го покажуваше извештајот за перење пари кој го имавме јас во копија, кај себе, во текст со јакната, додека снимавме таа емисија, и беше договор со Жоро само да поставам дел прашање, значи да ја начнам темата у емисија Бисери, која беше на програма за емитување среда навечер, а во Фокус ексклузивно у среда предпладне да го напишам текстот на оваа тема, четврток да излезе темата во Фокус, навечер на Скопските улици, во петок да излезе во цела Македонија. Што се случи? Емисијата беше снимена, целата екипа на Томато продукција, која исто така е вмешана во данашни затајувања, заедно со Мирослав Мики Вујич, со Лилјана Петровиќ, со сите таму што беа, имаше и некои интересни гости од Албанија со црни джип хамери пред врата паркирани. Значи, оние гледале попладне емисијата, склопиле мозаик од она што Жоро им го покажал, пошто он им бараше и после емисија на Лилја и на Мирослав Мики Вујич изјава како втора страна за текстот во петок. Значи, го склопиле мозаикот, погледале за што се работи, помножиле, искалкулирале каде оди таа приказна, затоа што ќе беа испоапсени ако јас го напишев тој текст во тој момент, во таа, значи во тој траор месец и нешто после Градишка. Едноставно у среда предпладне се повикани Зоран Димитровски и Никола Младенов, собственик на Фокус, кој 3 недели предходно по 5 години некомуникација со мене ме молеше
преку Зоран Димитровски да напишам ексклузивен текст кој го објави. Тоа е оној текст кога одев во Нова телевизија Загреб кога настапив, тој е Будванскиот договор. Го објавив кај него, тогаш ме молеа да ми дадат колку пари сакам само да биде кај него. Земав пристоен хонорар. Што беше тоа Будвански договор? Будванскиот договор е, значи до мене дојде оригиналниот примерок од пред договорот во кој 100% Лилја авансно има наплатено 46.000 евра од фирмата Будванска ривиера на Светозар Маровиќ, функционер од Црна Гора, доше да пее за Нова година во Будва по повод првата година од нивната независност. Знаеш дека таа година се осамостоија. Значи, тој примерок после Градишка дојде кај мене, ја ексклузивно го објавив истата вечер на Нова телевизија во Загреб, во Вести, и истата вечер излезе во Фокус. Тоа е неге 3 или 4 недели пред Бисери у Скопје. И тој број на Фокус се продаде комплетно до последниот број. Сакаа тоа да го повториме со бројот после Бисери, меѓутоа утредента после снимањето на Бисери вторник, значи у среда, беа повикани кај Јован Илиевски. Ја не знам што се случувало таму, само Жоро ми се јави попладнето да не го пишувам текстот, дека ќе се одложи, ете, они разговарале, па може и не е сега време тоа да се прави, и така дали, и така дали. Така да остана да виси мојот настап во емисијата недоречен во Бисери, пошто ја не кажав врз основа на што пред аудиториум, врз основа на што ги поставувам тие прашања. Значи не го извадив договорот да го покажам. Јавноста не го виде тој извештај за перење пари. И се доби еден впечаток дека Значи, ти едноставно ја напаѓаш Лилја, а не се виде зошто, како и што беше поводот на сето тоа. Значи, приказната немаше свој завршеток затоа што извршната власт, а Јован Илиевски е близок, роднина, и не знам точно сега да објаснам како тоа на македонски се вика баџана кеве, на Сашо Мијалков. Они беа уплашени дека целата јавност ќе дознае дека извршната власт на Груевски после јули 2006 година нема ништо направено тоше да го тргне од канџите на мафијата на Бранко Црвенковски. Ова одговорно го тврдам, затоа што двајцата базни играчи во Кувајт, Кочо Атанасов и Ацо Бибановски, се играчи на Силјана Врамовски. Тоа се играчи кои ги праќаат парите од Кувајт до Ласно Николовски Аврат продукција. Значи, тоа одело со години, ДПМН доаѓа на власт и го прекинува овој синџир на перење пари на криминал. Зоран, и кој свестува тоше што му се случувало. Ова е фасцинантни се овие, мислам... А не се фасцинантни. Не, знаеш зашто? За мене, ја се чудам од каде ти се овие податоци, мислам, ова е прилично, знам дека се тоа сложени шеми, а ти ги знаеш дури на памет, дури точно знаеш по име и по презиме и така натаму. Ја никогаш во новинарство не сум навлегувал како тебе, нити ја познавам таа проблематика. Ти си, колку што ја те имам читано, ти прилично ги владееш токму овие работи, криминал, перење, подземје и така натаму и така натаму. Ама тоа е тоа се, што ти кажам. Ме прашуваш дали водата е мокра, како да ти кажам. Од каде ти се тие податоци? Ова работа или ја работиш или не ја работиш. Не, ворете тоа, бидејќи многумина не би ни сакале да се нафатат, затоа што проблем е нели последиците после кои следуваат кога ќе разоткриеш вакви луѓе или вакви шеми. Па последиците ги знаеш, имам 2 атентата, 7 години ме судеа, 90 пати ме тужеа, 16 пати ме осудија и секогаш ме бранеше меѓународната заедница. Еве и сега ме бараат као да ме убијат извршители на Цане Суботич и на Сашо Мијалков. Тоа е најново од пред месец дена. Значи не е тоа спорно уопште. Што сакам да ти кажам? Оваа работа мојава, или ја работиш, или не ја работиш. Јас сум новинарско дете од 6 години раснато у Радио Куманово. Значи оваа новинарска багра, што ја гледаш, а ти се дружиш со нив, па потпишуваш и писма, значи, сите вие сте транзициони новинари, нема да се навредите. Значи, дојдовте да бидете новинари кога Македонија се осамостои. Ја имам пораснато во бивша Југославија,
по моја среќа и по игра на случај. Значи, растев со оваа работа, многу читав, многу добри луѓе среќав, многу паметни луѓе ме упатуваа. И се што преостана на крај? Работава, ако ја работиш, да кажам на еден шведски принцип, а тоа што значи? Да не фаќаш валкана пара, да не се мешаш у едни и у други екипи, да не учествуваш во кадровски комбинаторики на политички партии. Што јас никогаш не го правам. Никогаш во ниедна партија не сум се јавил некој да биде директор или некој да биде сменет. Пишувам за него додека они не оценат дека мора да го сменат. Зоран, само една техничка можност. Дали имаш таму копче некое видео да можеш да ја вклучиш камерата, уште еднаш би те замолил погледни. Ја имам видео кај мене контролата кажува дека видеото работи. Еве ајде да прекинеме јас. Не. Он да се јави, мора. Еве од режија те замолуваат да прекинеме, ти да ме звони со видео кол и да продолжиме. Интересен е муабетов, се отвораат и други подпрашања на ова што го говориш. Простете ми, почитувани гледачи, не сум правил многу интервјуа со гледачи. Еве, answer with video. Може компјутерот мој? Еве, сега вели дека... Еве, Зоки, да, full screen си, убав, личен на мајка прав кумановец. Од тебе сум поубав. Поубав си, сите се поубави од мене. Да. Ама не си пошармантен. Немам шанси со тебе ушар. Слушај, Зоран, ќе се вратиме на овие теми, суботич, не суботич, криминал, кој сака да те убие, овој да те убие, оној, и така натаму. Ти во моментов си во Белград, така? Во моментов, да. Да, гледам на твојот Facebook профил кој го нарекуваш и Буре вестник, каде што објавуваш доста работи, факти, не знам, документи, ова или она, стои, објаснуваше на еден од тие дека ти не си побегнат во Белград, ти едноставно си живееш таму. Кажи ми, зошто отиде? Знам дека си, гледајќи по сликата таму ти и семејството, децата твои учат школо и така натаму. Зошто напушти овде, зошто си во Белград? Па напуштив таму затоа што 2006 година и 2000 последен пат се обидува да ме затворат. Дали се слушам? Да, се обидувам само погласно да пуштам. Ета. Погласно, значи 2006 се обидале да те... Значи ме затворија 5 дена екипата на ДПА и на ВМРО ДПМН во затвор, пошто бев ослободен, тоа е ноември 2006. Значи откако бев ослободен за 5 дена наместо да лежнам 3 месеци, им пропадна таа шема, потоа се здружија ДПА, ВМРО ДПМН и СДСМ во Куманово, дуи на покасно откако Груевски влезе со нив во коалиција, екзистенцијално да ме уништат. Конкретно нападнаа на бизнисот на мојата сопруга, по налог на Бајруш Саидију, кој беше приватен собственик на градот Седо, акцијата Пепел во октомври 2008 година, претрпевме страутни притисоци и последици. Конкретно жената, сопругата моја, тешко се разболе од 2 болести истовремено, мораше се лекува цели 4 месеци. За да не избркаат од туѓен... Од стрес, од притисок? Од стресови, од притисоци. Значи секогаш кога ќе заминев од Македонија кон Хрватска, кон Србија службено, напаѓаа екипи од инспекции локални од СДСМ или од извршната власт во договор помеѓу ДПМН и ДПА. Значи целта беше да се земе дуќанот на влез у болница, која најубав во Куманово го имавме под закуп. А зошто тоа би го правеле, Зоран? Зошто? Што има против тебе? Затоа што ги вадеше работите за криминалот? Па го сакаше мафијата за себе едноставно тој дуќан и воедно сакаат да ми ги прекинат сите екзистенцијални
шеми од кои ја добивам, да кажам, финанси да можам да работам, а никого да не молам за пари во Македонија и надвор од Македонија. Значи тој дуќан толку добро работеше, можевме да екзистираме, дури имавме 15 вработени. Меѓутоа, значи извршија таков притисок, на крај не можеа да не избркаат со сила, а да напоменам дека се работи за директори на медицински центар кој ни дава, значи со кои бевме у договор под закуп од ДПА со 8 одделение со фалсификувани докторски дипломи у Романија. Значи и двајцата у просек имаат криминал по милиони евра, и за Ербиљали и Алириз Османи. Не може да трпат у исто време ја да бидам таму кираџија и да пишувам за криминалот на извршната власт. На крај земаа и секоја струја од електричен столб, за да не може дуќано да ни работи. Ни пукна филм, ти викам, жената се разболе. Во декември 2007 дојде како капак ова што се случи со Бисери, пошто ја бев професионално ликвидиран откако Фокус него објави текстот, останав на бришан простор, добив време отказ од Велија, таму бев номинално. Каде беше? Во време пишував таа. Во време пишуваше, добро? Значи Никола Младенов откупуваше текстови од мене за хонорар. Никола Младенов ми даде отказ со СМС порака, а подоцна бев избркан секаде, само не од дома. И почекавме јуни 2006 година, децата да се распуштат од школа, се спакувавме, оставивме на милост и немилост све. Стан кој беше под хипотека, ја викнав, пошто земавме кредит за бизнисот, ја викнав Нова Лјубљанска Тутунска банка да ја реализира хипотеката, си го земе станот, што го имавме во Куманово. Дуќанот го освоија сами преку суд, после 2 години насилно влегува, се разбира, пошто си имаат во суд председател албанец, судија албанци, извршители албанци, пошто Куманово е шиптаризиран град. И што се случи на крај? У август 2008 заминавме од Куманово, значи заминаа тие трите, жената и ќерките, сака Белград, затоа што е слично говорно подрачје, кирилица се учи во Македонија и во Србија, ќерките полесно се вклопија да учат во Белград. И тука си го најдоа својот мир. Јас од тогаш се вратив. Значи живеев во Македонија уште година дена за да се раздолжам по луѓе од бизнисот, и за да не викаат тете Зоран побегнал, значи сега избегава, не сака да се соочи со врските. Миленко вчера ми рече да сум те поздравел, си му должел некои пари. Да, 35 напишав ја таму што му должам на Миленко. Значи на Миленко му должам само едно дрво дебело, некастрано, ништо друго. Добро? Значи ја на Миленко, јас сум таму пишувам дека сум последнијата будала на овој свет што на Миленко човечки му пружи рака. И многу убаво пишува, има белешка на Фейсбук, да не го расправаме него, сиромашна ќе ни е приказната вечерва ако разговараме за Миленко. Добро, кажи, во Македонија, еве сега, што би било интересно јас да слушнам, а потоа ти одбери си што би било интересно да довршам за животот во Белград. Да? Значи семејството мое живее во Белград. Еве прв пат ќе кажам пред целата јавност, во март оваа година се разведовме договорно. Значи како сега со согласност со сопругата, децата живеат со неа, јас живеам на релација Белград, Нови Сад, Загреб, Љубљана, Сарајево. Значи еден ден сум во Љубљана, други ден сум во... Како? Што правиш? Истражувам. Така. Вливаат 3 милиарди за спиени пари по нерезидентни сметки по смртта на Данчо Шутурков. Ја една сметка во Аура банк, Мостар денешна, Алфа банка, Хипо банка покажав. Зоран. Еве, јас се согласувам, само бидејќи ја имам широка публика која не е толку информирана. Ја не сум толку информиран. Објасни на публиката сега на пошироко, на подолго, имаме простор. Кој е Данчо Шутурков? Што е таа афера? Кои се тие пари? Кои биле инволвирани? Јас знам дека тука ќе почнат да се спомнуваат и Дневник
и разни имиња и Суботич и така натаму и Тефтери и што ти ја знам. Ова само На кратко ќе ти кажам. да повели. Сосема на кратко. Јас сум дете од тутунарско семејство, 4-та генерација. Значи многу е едноставна приказната. Во бивша Југославија ЈНА си има своја разузнавачка служба која се вика КОС. КОС формира заедно со мрежа на дотур на шверцувани и легални цигари заедно со Македонија Табак. Македонија Табак е комерцијална фирма која во сите дипломатски представништва на СФРЈ по светот имала свој аташе, кој бил као трговски представник, уствари бил безбедњак. И тоа е најјаката служба на сите времења. Цигарите во ЈНА заедно со Шутурков 40 години ги работеле генералите Аца Томич, Александар Василевич и Неделко Бошкович. Што значи тоа ги работеле? Па ги работеле, ги шверцувале. Каде? Значи Македонија, па во цел свет ги шверцувале. Така. Добро, Значи, вака, те молам, ја те молам, значи, ја ќе се обидувам да те подпрашувам уште поедноставно да разбереш широко. Добро, да ги олесниш. Значи Данчо Шутурков бил толку способен како заменик генерален директор на Македонија Табак. Македонија Табак е комерцијална фирма која имала ексклузивно право да ги продава цигарите на сите македонски тутунски комбинати. Ниеден македонски тутунски комбинат не смееше да продаде ниту едно пакво цигари ако Македонија Табак не напише фактура. Среќата на Данчо Шутурков во неговиот живот што беше со стариот евреин Ферхајмер во кумовска врска. Тоа е фирмата Даймон, најголема светска откупувачка компанија на тутун. Ги имаш во Македонија со представништво. Значи Данчо, благодарение на стариот Ферхајмер, негов кум, има влезено во Пентагон, во Филип Морис. Филип Морис е основан од Пентагон. И во British American Tobacco, кај британската кралица индиректно, затоа што британската круна е акционер во British American Tobacco. Двете овие најголеми светски компании имаа во Куманово и во Прилеп своји бази. Се правеше Лорд Екстра, Камел, Партнер, Малборо и така дали и така дали. Што се случува? Истовремено Данчо доаѓа со овие битанги од ЈНА, со генераливе што ти ги кажав, доаѓаат на идеја дека може и да шверцуваат цигари. Доаѓаат на идеја дека може и да шверцуваат цигари. Македонија е најблагородната земја за производство на тутуни што идат во најпознатите светски марки, значи се вградуваат. Тие така наречен тој ароматски тутун, ароматичен тој, значи, кој му го даваш млекот и така. Значи во Прилеп има институт за тутун, каде што директор беше Илија Нунески Нуне, човек што е специјалист да ти направи фалсификат Малборо, да не го познаеш дека не е оригинал. Нуне има потрошено 5 југословенски пасоши, патувајќи по светот по налог на Данчо Шутурков, правејќи фалсификати по разни фабрики по земјава планета. Види, ово ме изненадува затоа што ја според тоа, од тоа време што го знам, мислев дека бугарите се главни во тоа време, дека бугарите производство на виски, Джони Вокер, Малборо цигари и слични таквичар. Видиш, бугарите се чираци за оваа работа, за тутунот и за цигарите. Може ги бива за друго, али за ова не ги бива. Значи и они учеле вам. И сега да ти ја кажам главната шема. Неделко Бошковиќ, генералот, беше дедо или негов зет беше убиениот во Атина Вања Бокан. Вања Бокан е убиен на 10 дена после 5 октомври на Глифада, кога вети јавно дека ќе ги каже шемите за цигари на Слободан Милошевиќ и на син му Марко. Имаш 4 курири за пари во Скопје. Тоа е Среќко Кеснер од Будва, кој сега се крие некаде по светот, пошто е непријатен сведок, за да не го убијат. Среќко Кеснер, црногорец од Будва, Станко Суботич Цане, кројач од УБ од Србија, Вања Бокан и Мики Пешич, кој живееше во Скопје, Чарапан од Крушевац, Апсен 2006 во мај во акцијата Мрежа.
во Србија. Ден денеска тој случај завршува. Значи Вања Бокан, зетот на Неделјко Бошковиќ генералот, го убиваат 2000 година во Глифада и неговите бизниси ги превзема Станко Суботич Цане. Сите овие четворица во Скопје на благајна носеле кеш за цигари. Во моментот кога ќе ги донесат парите у кеш на благајна у Македонија табак кај Дедо Данчо, Дедо Данчо давал налог референтите да прават фактури да се испорачуваат шлепери на одредени дестинации. Јас, како дете од тутунарско семејство, како близок на Славица, главниот фактурант на Дедо Данчо, кој почина минатата година од рак, и никогаш не се омажи затоа што беше омажена за Македонија табак за фирмата. Значи, по аманет од Дедо Данчо, кој умре разочаран затоа што неговите деца, Бранко Црвенковски, Љупчо Супа и уште некои го продадоа, кога дојде ВМРО ДПМН на власт, Дедо Данчо остави аманет Славица да ги даде документите и црното книговодство на некој новинар кој ќе заслужи сето ова да го објави. Аманетот, меѓу друго, по зборовите на Славица, пошто јас со Данчо никад не се сретнав, беа да не фаќа тој новинар нечиста пара, затоа што тоа е пат, билет во еден правец. Значи, нема назад. И тоа е целата тајна. Така дојде многу материјал во мои раце, затоа што кога дојде Љупчо Ѓоргиевски на власт, Коста Јанковски, другарче на Бранко Црвенковски и, да кажам, едно од децата на Данчо Шутурков, пошто зет му Ристе Секуловски беше неспособен да го работи тој бизнис, па Коста му помагаше на Ристе. Значи Коста на Љупчо Ѓоргиевски му продава информација дека во акцизен склад на Македонија табак има 65 тони за останат тутун. Јас ја имам таа фактура и тој запис. Тие 65 тони Драган Даравелски, постапувањето на дужност на 19 јануари 1999 година, првата акција со мобилна царинска екипа ја прави во акцизен склад на Македонија табак. Ги плени 65 тутуни, не ги палат 65 тони готови акцизни цигари, ги продава преку Косово и Црна Гора преку Бата Бутуровиќ, звани Кан Кан, денешен собственик на ФК Војводина и половина Нови Сад. Значи, тоа се првите 3 милиони долари кои Љупчо Ѓоргиевски во живот ги видел во живо на маса. Затоа Драган Даравелски е негов доживотен омилен благајник со кој никогаш немал никакви караници. Затоа што вреќите со пари се носеле секој ден, однака како што Љупчо сакал додека беше премиер. Дали ме разбра или не ме разбра? Не, јас те разбрав, ја едноставно немам што да се вклучам тука, ова е твоја приказна. Ќе ти кажам сега и уште едно ексклузивна работа. Значи, во тој момент Данчо Шутурков е во Скопје. Тоа е 99 година, јануари-февруари. Го напаѓаат Љубе Бошковски, Пане Велев. Љубе Бошковски, видејќи шанса, гледајќи шанса за себе, на Данчо Шутурков му пика у стомак пиштол и му се заканува дека ќе го убие ако не му даде толку и толку пари. Данчо Шутурков, пошто оставен на милост и немилост, тешко болен и пред смрт, вади од сеф и му дава пари со кои Љубе Бошковски ја купува куќата на Водно. Потоа Данчо Шутурков се заминува за Лондон, значи го пуштаат него апсат, оставен од своите социјалдемократски деца, кој ги изведе на пат, кој ги направи луѓе, ги направи премиери, ги направи министри, контролори на летови, пилоти, доктори и што ти не, и замина за Лондон. Ако се сеќаваш ти, а ако не се сеќаваш ти, тогаш публиката ќе се сети, во 99 година, во март и април, имавме прва страотна криза на неоткуп на тутун, затоа што Македонија табак беше гарант пред комерцијалните банки да се земат кредити, да се откупи тутунот од луѓето, кој во текот на годината се изработува, значи се продава цигари и
Македонија Табак тие пари после ги враќаше на банките. Значи Данчо Шутурков беше тој што гарантираше тие кредити да бидат земени и откупот да се заврши без проблем. Заминат во Лондон и разочаран од своите во Скопје што го продадоа, конкретно од Бранко Црвенковски, од Страшо Нелковски и од Љупчо Настовски Супа, Данчо Шутурков сака да, макар да умре, да не го гледа срамот што се случува во тој момент во Македонија, затоа што беше дисбалансирана, политички дестабилизирана и поради признавањето на Тајван. Значи се случува многу работи во исто време. Љупчо Георгиевски мораше да прати луѓе во Лондон, да се договори со Данчо Шутурков да се врати, да му помогне при откупот, значи погрешил со нападот, да му помогне при откупот, човекот се врати, ја заврши таа работа и си умре од многу тешка болест. Има спекулации дека се самоубил, не е точно. Значи Шутурков умре од укрстување на двата главни мускули во телото. Оно што го движи физикусот и оно што го движи нервниот систем. Си ја гледал смртта во огледало секој сабање. Значи тоа е вистината за шверцот на тутунот. Проблемот е што кога дојде ДПМН на власт 98 година не направи широка акција со нулта толеранција за корупција да ги испоапси овие социјалдемократски бандити, што Македонија ставија на црна листа секаде во светот затоа што се беше претерало со шверц на цигари. Него продолжија со најбандитско шверцување на цигари без контрола, затоа што додека беше Данчо Шутурков жив, Македонија Табак работеше и меѓу другото за владата, за да може да земат војска, полиција, просвета, плати, додека Македонија Табак во режија на Љупчо Георгиевски и екс-професорот по хемија од еднострушко училиште Стефчо Коцевски и Весна Таковска, сестра му у Табак осигурување, ја направија пемпеле и ја растурија Македонија Табак во парампарче, распродавајќи го имотот, ја го имам списокот, наплаќајќи од нерезидентски сметки каде што начека и си ги испрефрлија на своји имиња и презимиња по странски банки, имам докази за тоа, наплаќајќи доверителски долгови, пошто останаа 480 милиони долари ненаплатени побарувања на Македонија Табак во стечај и ја отераа до ликвидација за едвај минатата година одредени имоти на одредени адреси по Балканот, благодарение на луѓе, на Раденко и на екипата в Скопје да се спасат и Македонија Табак да се запише како собственик на имотите во Загреб, во Ниш, во Пазова, во Белград, во Сараево, на Солинска, у Сплит и остана хотелот Лошињанка, не знам кому на поклон. Значи тоа е исто имот на Македонија на Македонија Табак. Значи ова ти е најкратко приказната за цигарите, сега повели со подпрашање. Моето подпрашање е оној фамозен црн тефтер, Суботич што го спомнува. Кој... за тоа да ја кажам вистината. Да ја кажам вистината и за тоа, мада текстот стои кај мене. На сајт напиша на 9 април. Значи 3 црни тетрадки со црно книговодство во редакција Време, кај Александар Дамовски, ги донесе Јордан Ристовски Ливада. Дамовски, пошто ја у тоа време пишував за цигарите во Време и други теми, не сакајќи да се меша во моја проблематика, ми ги даде тетратките на мене. Едната ја задржав кај себе, двете, пошто се поопасни, пошто во нив се сите финансиски трансфери во сите светски финансиски банки од црното тргување со цигари од 1977 до 2002 година се во тие две тетрадки. Денеска се во една институција во Скопје, небитно каде. Онаа тетрадка што ја задржав кај себе, ја дадов
за да му видам памет, значи дали тетрадката вреди на Цане Суботич, бидејќи бев повикан од нив во 2009 година да ми се прикажат дека они се чисти, дека не шверцувале цигари никогаш. Зборувам за Мило Ѓукановиќ и Цане Суботич. Значи седнавме на маса, сака на екс-југословенско медиумско ниво, да го расплетеме сето ова, ја што го зборам, бидејќи комплетното црно книговодство е кај мене и кај уште 5 луѓе на Балкан. Значи не можам јас све да абсорбирам кај себе, меѓутоа тимот што работиме на ова, го имаме поставено мрежно на 6 локации по екс-Југославија. Значи отидов, разговарав... Ова нешто како Wikileaks сте. Па не е Wikileaks, ви да ти кажам. Прво, Кујунџиски беше напишал дневник, ме споредува со Џулијан Асанж. Асанж дојде до овие, како се вика, до тие дискети, после пукање на хомосексуална врска. Ја не чекам двајца педери да раскинат за да дојдам до материјали. Значи, разговарам со сериозни луѓе, со оштетени луѓе, со ограбени луѓе, со мали акционери. Тоа се они од каде што највише ги добиваш информациите, така? Така е, значи луѓе кои биле техничари. Така. Бидејќи овие сами не можеле криминално да го прават. Некој треба и тие луѓе кои референти им било јасно што се случува. Добро? Ја спомнам Славица, главниот фактурант на Данчо Шутурков. Он е Кумановчанка. Живееше у Скопје до смртта. Значи такви луѓе, Раденко ти го спомнав. Значи имам такви 40 луѓе во Македонија со кои сум разговарал. Еве конкретно ќе ти кажам, Макошпет пишува в 15 недели во Фокус серија за Даравелски да не ја купи со Комтех. Ви помогна покојни, Бог да му душу прости, Стојан Сворцан, црногорец од Будва, кој живееше у Скопје, а цел живот работеше како шпедитер на Макошпет во Суботица. Еден од најчесните луѓе у живот што јас сум ги сретнал. И со најсредена документација цел ормар. Тој човек на денешниве собственици Костар Младеновски на Корчо Моцан фирмата им ја подари, да кажам, пошто ја купија за честни пари, меѓутоа во една мирна атмосфера по изборите 2002. Значи со такви луѓе сум имал работа, честни, домачини, кои само сакале да си го одбранат своето од налетот на оваа банда што е инсталирана во извршната власт 20 години и се прелева на 4 години во Македонија. И да се вратам на Цане Суботич. Бев повикан на Свети Стефан 4 пати бев на преговори. Мојата понуда беше следна. Повелете, излезете јавно на пресконференција, признајте дека 20% од дистрибуцијата на шверцувани цигари е ваше дело. Мене ме интересира продукцијата на фалсификати која се извршуваше во Скопје. Значи цигарите не паднале од небо у Подгорица. Дошле од некаде, а дојде најголем дел од акцизниот склад на Макошпет во Скопје, а црните пари наплатени идеа у Кредитна банка Скопје, денешна Алфа банка Грчка. Кредитна банка е основана од Макошпет и од тие акционери. Значи, Станко Суботич Цане тоа изворедно добро го знаеше. Затоа и бев повикан таму, пробаа да ме изманипулираат. Ја име однесов целата расположива документација во тој момент. Им реков, еве вие, документацијата. Ако мислите дека можете да ја протолкувате, да ја протурите у БДВС-2 или не знам која голема телевизија, пошто ги контролираат Југослав Чосич и онаа Бранкица Станковиќ, од Сенка ги плаќаат да прават емисии за нивни потреби. Викам, еве однесите им на Звезди, вие нека направат. Ама не знаат да ги ни вие не знаете да ги читате. И за малку ќе се договоревме. Сакаш да кажеш дека е тоа толку обемен и комплициран материјал дека треба голема експертиза сето тоа и да се истумачи како е протокот на парите и на стоката, така? Јане, они имаат работа со салонски новинари кои чекаат све да им се донесе. Ја признавам дека мене би ми било тешко да ми донесе некои такви документи да ги врзам. Тебе не ти е проблем да ги врзеш конците.
Бранкица Станковиќ како и оној будала на, како се вика оној, Васко Ефтов. Васко Ефтов направи емисија за шверт на цигари, а не го спомна Коста Јанковски. Значи тоа е како да препливаш река, а сув да излезеш на друга страна. Значи одма гледаш дека е платен од Коста Јанковски да ја направи таа нарачана емисија. Исто и Бранкица Станковиќ направи инсайдер за шверт на цигари, кој е комплетно фалсификат, ја може го побијам со документи. А Цане Суботиќ не да не беше тука спомнат по лошо, него после све му направи и ексклузивно интервју во Женева, го виде оној водоскокот од езерото, како и наш Жоро, што го виде во април кој го пратија, сиромавиот. Значи, тоа се луѓе кои се впуштени по нечин налог да идат да прават нешто, што не се кадарни да го направат, ама ето од друга страна па иде Морков, некоја функција, некоја паричка и така понатаму. Зато БДВ2 пропадна и сега е грчка телевизија. Сега е грчка телевизија. Во моментот. Така. Кажи ми, каква е состојбата денеска со тој криминал и шверц на тутун? Па денеска више немаш состојба со криминал, затоа што све е урнато, испоубиени се главните газди, се водат во Србија тешки процеси против Цане Суботиќ, против Марко Милошевиќ, против Бојана Бајрушевиќ Трев, која на Коста Јанковски му е партнер у регистарска влошка, тоа е вдовицата на автомобилскиот таз Влада Ковачевиќ Трев. Значи, испоисечени се сите пипки. Најголем проблем настана после убиството на Иво Пуканич. Значи, еден комплетен дисбаланс е настанат на теренот. Зошто убија Пуканич? Зошто го убија? Да. Затоа што беше преблиску до менаџментот на ТД Ровин. Тоа се најголемите шверцери на цигари последниве 5 години. Менаџмент другарчиња на наш Љубе Бошковски, Плинио Кукурин и Анте Влаховиќ. Значи, толку им беше близок, што си дозволи у еден момент да им забележи дека не можат они да преговараат за купување на Дувански комбинат Подгорица од браќата Ацо и Мило Ѓукановиќ, додека се негови пријатели. Зоран, ја би те замолил кратка пауза за реклами да направиме, па да продолжиме. Почитувани гледачи, се враќаме веднаш во студиото по рекламите. Повторно во живо, од студиото на Јади Бурек на наша ТВ, на линија е се уште Зоран Божиновски. Зоран, веќе колегиве мој ми фаќаат цер, вика, диши воздух уште малце, вика, од утре кој знае кај ќе бидеш. Зашто кај ќе бидеш? Демек интервјуво е толку опасно да дури се плашат за мојата безбедност. Па не кажа ти ништо, само ме праша. Знам. Знаеш, кога се кажуваат работи опасни по некои структури, велат како мафијата тогаш чисти све, не само од каде што доаѓа. Па види, за да си го задржиш работото место и да си безбеден, викај го Груевски секоја вечер да јаде бурек кај тебе. Така да нема проблем да си имаш никаков. Имам проблем, Бранко Црвенковски не ми доаѓа. Што да ти каже? Он вика дека сум бил платеник на... Неа Наташа Савова, Бранко не ја води партијата. Викаш Наташа Савова ја води партијата. Така. Да. Па за изборите кога ги канев од СДСМ, повеќето овие носители на листи прифатија да бидат гости, ама ми рекаа дека Наташа Савова не им дозволи. Ја бев зачуден како може едноставно некој некому да му забрани таму, ама очигледно така се поставени работите како што се. Ја тоа го викам ортак на дуќан. Ортак на дуќан. Султанот е председател, он е ортак на дуќан. Имаш и у ДПМ, не е исти ситуации. Значи Мијалков ја води партијата, а ти го добиваш Груевски на јадење бурек. Или сега најнов
бос оценка на една друга половина на Македонија е Зоран Ставревски, кој е ојачан со овие бугарскиве мафијашки советници и малку е појак во Светска банка, пошто бугариве се пробили таму. Ај сега која И он почне да ги му конкурира на Сашо Мијалков во моментов по сила и по моќ. Значи, така. кум од Соки се обидува да биде стварно кум. А зошто викаш ти дека Да. дека Мијалков сака да те убие тебе? Па сака да ме убие заради фотоалбумот Наркосвадбари, каде што син му игра на свадба кај еден скопски наркодилер. Тука играат на таа свадба и познати бизнисмени од Скопје, Орце Камчев, он е пејач од панки, он беше час бизнисмен, час газда на поедини банкомати по Европа, па оној Буцо Лазов, она карикатура од бизнисмен, што два пати го тепаше земјски клан во Скопје заради многу јадење бурек по кафичи и така натаму. И имаш шеф на обезбедување на Груевски, Дејан Митревски Урко, на свадба кај наркодилерот Рачиново, гушна со 4 најголеми наркодилери во Македонија. Имаш албанци криминалци кои И каде е тој албум? со пиштоли. Каде е тој албум? Кај мене го имаш кај мене на Facebook профил. На Facebook профил го имаш На објавено. мојот Facebook, да, 24 слики. Аха. Сега ексклузивно ќе ти го пуштам и на Skype после емисија. Добро. Исто така објавив и еден тежок скандал со Ален Закиров кој прегази жена, шеф е на обезбедување на Мијалков, и мислам дека не треба да е овластено службено лице со едно такво тешко кривично дело, додека не се реши процесно, кој во исто време 3 години возеше еден американски Мустанг, едно спортско возило кој се паркира во центарот на Скопје со одамна истечени американски регистарски таблички. Откако објаснив дека со тој Мустанг Ален Закиров растура дрога по Скопје и објави фотографии од Мустангот, после 3 дена го снема, отиде на механичара, после месец дена Мустангот доби скопски регистарски таблички. Значи Јанкуловска му го регистрираше. И за тоа ми е љут меѓу другото. Можда највише ми е љут во ноември 2006 брат му Владко ме повика у кафе бар Барселона со Раде Митевски од Кумано, значи со посредник разговаравме, ме навредуваше, ти си србоман, ти не ја сакаш Македонија, ти си за СДСМ, оно. Па викам, еве, пред 15 дена брат го барав у МВР да му дадам 16 страници пишан извештај кој го дадов на Джанго за криминалците од СВР Куманово. Джанго не превзема ништо, истиот извештај го дадов на новиот фактор у МВР, го барав Мијалков, пошто слушав дека е мощне моќен. Мијалков побегна на споредна врата, не ме прими, ме прими неговиот заменик Ремзи, му го предадов тој извештај во присуство на полициски инспектор, денеска никој ништо не превзема, таа кумановска, подземљашка, мафијашка полиција и понатаму си работи на терен. Зоран, ме интересира една работа. Во Македонија е прилично актуелно судењето на Велија Рамковски за неговиот криминал. Она што имавме во месециве да го забележиме, видовме една многу сложена мрежа на фирми, компании, личности, директори, на префрлање на пари, на средства на едни и на други, но еве како идат месециве, се повеќе и повеќе излегуваат луѓе од одредени компании. Денеска барем имаше двајца собственици на компании, Кочани 92, на Топер, и изгледа како ќе иде времето, се повеќе и повеќе луѓе оштетени од Велија Рамковски. Кажи ми, какви ти сознанија имаш во врска со него и неговото работење и така натаму? Значи, види вака, Јан. Прво, во случајот Велија Рамковски имаме примена на селективна правда. Велија Рамковски е осомничен за даношни затајувања, што е неспорно. Ја година дена бев во време
гледав што тоа таму се работи, конкретно кои Што значи тоа гледаше? схоластички- Примавте пари на рака, не на сметка? Ја се бунев, па ми ги носеа таму надвор да не бунам рајата, разумеш, пошто не сакав да чекам ред. Значи се прима плати на црно хонорари, тоа се прави во сите редакции. Па ене усител им плаќа со бонови 10 години. Ја не знам, може боновите уште усител, паралелен платен систем имаш. Ај сега да не ја шириме. Накај Цинго и неговите овци таму со него. Значи, што се случува? Имаш примена на селективна правда во случај на Велија Рамковски. Велија Рамковски е должен данок на државата. И кога СДСМ е на власт, и кога ДПМН е на власт. Значи, беше во љубов конкретна политичка со Никола Груевски, најконкретно ќе ти кажам дека пукна околу Свет Милк. Аферата е тешка 75 милиона евра, никој не сака да ја расплете. Тие 7 Груевски, најконкретно ќе ти кажам дека пукна околу Свет Милк. Аферата е тешка 75 милиона евра, никој не сака да ја расплете. Тие 75 милиона евра у Тутунска банка секоја година пред завршна сметка некако се од некаде покриваат за словенците и белгијанците кои доаѓаат на собрание да не ги фатат. Зато си умре еден од тројцата извршни директори од Маки, а еден директор на правен сектор побегнал од Извршни директори на адвокати, што? Извршни директори на што? на Тутунска банка машко дете кој е вмешано во Свет Милк аферата. Так. Тоа ти кажувам. Тоа Значи, сакав да се го вратиме на потврдиш. Велија Рамковски. Добро. Значи, упорно сега Велија должел на Европа 92 на ова, не ја разводнува приказната затоа што тоа се доверители кои ќе се наплаќаат. Не, ова само Те се- спомнувам бидејќи ова беше вечерва на Значи, збориме вестите. збориме за оштетување на државата. Так, Зашто викам дека има примена на селективна правда? добро. Затоа што 10 години во Република Македонија имаш најголем случај на организиран криминал, даношно затајување во фирмата Неметали Огражден Струмица, Аристид Маџунков. Значи, неколку месеци пред, ја тоа го објавив кај мене на вебсайт, уште стојат тие две финансиски контроли. Неколку месеци пред Велија да биде абсент, на Аристид Маџунков му е пратена втора финансиска контрола која пеглава, фризирала нов финансиски извештај во кој повторно се констатира даношно затајување. Иначе првиот извештај од пред 2 години е реален и се работи за огромни, 10-струко поголеми затајувања на милиони евра кон државата. Аристид Маџунков, меѓутоа, брат му или братучет или роднина моментално е во милост на ДПМН, пошто е нов главен и одговорен уредник на македонската енциклопедија, послано е несречник Блаже Ристевски, значи ургирал кај Горан Трајковски, кај Сашо Мијалков, и Аристид Маџунков моментално е само под истрага на полицијата и на обвинителството, меѓутоа никако да заврши во притвор. Ти давам само еден пример на примена на селективна правда во Македонија. Значи, ако Велија е у притвор, треба и Аристид Маџунков да биде у притвор. Најголемото, најтешкото кривично дело што Велија Рамковски го има направено е одбивањето да отиде кај Сашо Мијалков да баци рака, да Сашо Мијалков биде главен и одговорен уредник на А1 телевизија и да се заврши работава, како што му направија на Борис Стојменов, вадејќи му го досието Брегалница, идејќи излегувајќи од споредна врата со досие под мишка од кај Зоран Тодоровски од архив. Од тогаш Канал 5 е урната телевизија. Значи, истото требаше Велија да го направи. Велија, дента кога е повикан да иде кај Мијалков, одбива и псуе походниците на А1 телевизија дека нема да иде кај тој, маму му ово и оно. Суфлери од ходниците во А1 телевизија тоа го пренесуваат, пошто Велија паѓа во немилост на ова извршна власт. Да решаваше Груевски, тоа ќе беше решено на многу поелегантен и на многу помек, по неригиден начин. Најтешкиот дел од
целата оваа проблематика за која ме прашуваш и најкритичниот момент е што делото го води Владимир Туфекчич, извини, истражен судија кој е адвокат на Бајар седиу во криминализирање на 10 македонски фирми. Центро Скопје, Житомел Куманово, најголемата мелничко-пекарска фирма во целиот регион. Го исчистија брашното, снема леп, донесоа бело брашно, кокаин и хероин. Владимир Туфекчич е адвокат, lawyer of the devil, адвокат на ѓаволот. Го донесоа да води прљави, истражни, валкани истражни постапки против неистомисленици во Република Македонија. Значи, мој одговор конкретен на твоето прашање беше или притворете ги сите, значи правете борба против корупција со нулта толеранција, а не да правите циркус од Македонија па да ни се смеат по Европа. Останува фактот дека Велија го предчувствуваше се во ова и ја фрли цела А1 телевизија само во служба на СДСМ и рушење на ВМРО. Па не е тоа крив Велија? А што не ме натера мене Велија да пишувам вака и онака? Значи новинарите таму се ориентирале за одредени пари и плати. Разбираш? Так. Значи ти ако си здрав, прав, ако си учел факултет, ако си завршил, ако си земал диплома, тоа значи дека на факултет си стекнал и некоја општа култура, па да научиш утре да не работиш за битанги како Велија. Велија е битанга, јавно ти кажувам. Значи Велија е единствениот собственик на медиум за кој јас сум работел, ме ангажираше Александар Сашо Дамаски, Велија година дена не седна со мене да разговара. Вртеше глава од мене, пошто суфлер му беше оној циркузант Бранко Геровски и Жарко Ердановски. Значи Велија не седна со мене да ме праша, ало, доаѓаш од таму од каде имаш ли жену, имаш ли деца, имаш ли род и пород. Значи му се моткам по редакција година дена. Значи човекот беше у комплетна фама и параноја. И ти очекуваш од него да нормално води медиум. Не може да го води со нормални луѓе. Значи му требаа извршители кои правеа прилози какви правеа. Значи они правеа прилози од кои мене у одредени моменти ми се креваше косата на глава. Во овој момент се слуша дека Канал 77 ќе биде замената за А1 телевизија, дека купуваат опрема и дека ќе бидат уште пожестоки од А1 телевизија. Кој да биде жесток? Канал 77 дека ќе станува телевизија и дека ќе бидат уште пожестоки критичари на власта. Горан Гаврилов дома не може да се среди ситуација и сам не може да се среди, ќе средува ситуација у држава. Или струја крадел 10.000 евра. Значи кој краде, кој газда на медиум кој има онолкава опрема и онолкави донации и не знам колку Радио Слободна Европа, колку договори, он крадел струја од Бандера, од градско осветлување. Добро, ја видов таа вест, ама не знаев дека е он тој. Ама чекај, Јанко, ти мене не ме слушаш воопшто. Ја на почеток ти кажам, ако имаш имидж, ако си новинар, ако имаш имидж, ќе направиш кампања. Рейтингот на Груевски, ова најреално ќе ти го кажам, рейтингот на Груевски и катастрофалниот резултат на изборите на 5 јуни од 45 пратеници е дело на Латас, на Ивона, на Мирка, на оној што го спомна преска, оној момчето од синаќа што си го има гостин, и дел твое. Што бара Груевски 4 пати кај тебе на јадење буре? А што утре ќе каже Бети Канчевска Милевска што не кажала до сега? Еве вклучи ме мене утре, ја да и поставам 2 прашања, ќе пукне од плачење. Не, се работи утре за најава на програмата, за програмата за ова кој антипрограма за антиславење. Океј, значи добро, Зоран, час и половина еве кажа што кажа, рече дека
животот ти бил загрозен од овие и од оние, дека Да. сега работиш на релација Белград-Загреб, ваму таму, нешто како и мене и тебе те бие сличен глас. Не можам да се сложам со тебе и со твоите констатации зошто некој кај некого доаѓа. Кај мене не само Груевски што бил 4 пати, кај мене биле многу пати. Јас сум сепак 8 години секоја вечер во медиум имам програм. Не, знам, другите стануваат љубоморни зошто и му паѓа рейтингот затоа што доаѓа кај мене и така натаму и така натаму. Ти разбрав поентата, до некаде те разбрав, но знаеш што, за разлика од другите новинари, јас знам за себе. Ти можеш да тврдиш поинаку, секој може СДСМ искача со сообштение дека сум ја платеник. Ја не сум платеник, ја не работам за ВМРО, никогаш не сум работел. Добро, јас сум платеник. Викам, камо среќа да работам, викам и мене сонце да ме огрее. Јанко, еве, Зоран, ти благодарам за јавувањето, ја, еве, 12 часот, час и половина, ти благодарам за јавувањето, се надевам некојаш и друг пат повторно ќе се слушнеме за некои афери. Биди ми поздравен, ја идам со втор блок реклами и треба да ги пуштам гледачи, ми се аздисани во програма да ги слушам и они што ќе кажа. Да ги пуштиш. Добра ноќ, Македонија. Добра ноќ и до тебе. Пријатно. Океј, одиме со вториот блок на реклами, а потоа продолжуваме со емисијата.